Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Големите мислители за природните закони. Што рекле тие? Коперник. Ги наблюдувам Божите творби. Дете, ако сакаш да проникнеш во невидливото, проникни во видливото. Кант. Со вечно, ново и постојано восхитување ја исполнуваат мојата душа звезденото небо и природниот закон во мене. Хершел. Сите научни откритија, допуштени од Бог, веројатно имаат една цел, имено да го потврдат Божјото откровение, кое им е дадено на луѓето во Библијата. Фарадеј. Јас сум поразен, зашто луѓето бладат по нејасни прашања, а Бог им ја подари најчудесната книга на откровение, како што е Библијата. Пастор. Нашите потомци од душа ќе се подсмеваат над глупоста на современите учени материјалисти. Колку повеќе ја запознавам природата, толку повеќе сум вон себе од прекрасните дела на Создателот. И Хераклит рекол: сите човечки закони се хранат од еден божествен закон. А сега да видиме што рекле безбожниците пред смртта. Хобс, познат активист и безбожник, пред смртта во длабока тага рекол: за мене смртта тоа е скок во непрегледна темнина. Волтер. Јас сум изгубен за Бог и луѓето. Јас ќе заменам во пекол. О Христе, о Исус Христос. Потоа Волтер пак го замолува својот лекар: ве молам, помогнете ми и ќе ви го дадам половината мое богатство, ако ми го продолжите животот макар 6 месеци. А ако не, ќе заменам во пеколот и вие ќе ме следите. И Георги Јагода: навистина Бог постои, затоа што гревовите ме стигнаа. А сега да видиме што учи Христовата црква. Начало на верување. Христовата црква е основана од Господ Исус Христос. Учењето е втемелено на заветот што Бог Таткото го склучи со Неговиот Син Исус Христос за спасение на сите народи преку Неговата жртва на Голгота. Христовата црква признава 66 книги. Сите овие книги се инспирирани од Светиот Дух или вдахновени, кои се напишани преку светите пророци или Божите слуги и се дадени како единствено откровение на човекот, на човечкиот род. Потоа Христовата црква верува во еден Бог кој се откри во 3 личности: Татко, Син и Свет Дух. Сите личности имаат еднаков дел во спасението, што го дава Бог на оние што веруваат во Неговото откровение, односно во Исус Христос, Божиот Син. Христовата црква го признава Исус Христос дека е Бог во тело и дека е единствен пат за спасение на човечките души, согласно Неговите зборови: јас сум патот, вистината и животот. Црквата или Христовата црква верува дека Исус умре на крстот, беше погребан и на 3-тиот ден стана од мртвите или воскресна од мртвите и ја победи смртта. Потоа им се јави жив на своите ученици, а и на многу други. Христовата црква исповеда спасение само преку вера во Господ Исус Христос, без делата на законот, и преку вера се опростуваат гревовите и дека човекот нема дел во спасението. Тоа е Божјо дело, Божја промисла, без човечка заслуга. Христовата црква верува дека луѓето
не ја заслужуваат Божјата слава и дека сите луѓе се грешници уште во утробата на својата мајка. Сите луѓе се наследници на гревот преку непослушноста на Адам и Ева, нашите прародители, или Божјата прва творба на земјата. Христовата црква верува дека само преку Светиот Дух се раѓаат луѓето за нов живот и само преку него се добива сигурност дека се наследници на Божјото вечно царство. Таа исто така верува дека Исус има две природи, Божја и човечка. Божјата природа и човечката природа се обединети во една личност. Исус е Божи син и човечки син. И со овие две природи, тој ја открива неговата личност дека е Бог, Создател, вечен, кој нема ни почеток, ни крај. Вечно постоечко битие, несоздадено. Исус Христос е ист вчера, денес и во веки веков. Христовата црква верува дека Исус Христос е зачнат од Светиот Дух преку Девица Марија и дека нема наследен грев од Адам и Ева. Исус Христос е безгрешен. Таа исто така верува дека Библијата е единствено откровение, која е дадена на целото човештво за да ја открие Божјата волја и дека само преку Библијата се стекнува вистинско познавање за Бог. Христовата црква верува дека изворно е поврзана преку Писмото и Светиот Дух со Христос и неговите апостоли, во континуитет со сите вистински христијани во сите векови до денес. Затоа потребно е да ја читаме Библијата, за да ја осознаеме Божјата волја. Зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе го трпат здравото учење, пишува апостол Павле. Кога ќе се анализира сегашната состојба на народите, ќе се констатира дека тие се повеќе се незадоволни, безнадежни во поглед на иднината и во поглед на нивната екзистенција. Сите се стравуваат од апокалиптични предвидувања на научниците, имајќи во предвид да не дојде до некоја нуклеарна војна која ќе однесе милиони животи, потоа страв од непредвидливи космички појави и појави на некакви марсовци кои создаваат конфузија. Луѓето всушност се повеќе се загрижени за својата екзистенција, својот опстанок. Економскиот распад не е присутен само кај неразвиените земји, туку почнува и кај развиените. Сите се прашуваат или прашуваме каде оди овој свет, дали иднината ни носи златна доба или глад со несогледиви последици. Ако се осврнеме на Библијата, таа тврди дека ќе има последици, односно зло кое ќе го снајде целиот свет. И ќе одговори дека човештвото во иднина го очекува војни, космички катастрофи, глад кај народите и распад на моралните вредности. Јовановата апокалипса ги опишува овие настани како последни зла на човештвото, кое, живеејќи независно од Создателот, ги предизвикува овие зла. Значи, зошто ќе дојде сето тоа? Затоа што човештвото го напушти Создателот и си создаде своји стандарди, своји закони, своји правила на однесување и своја култура, независно од Бог. Отврлајќи го Бог, ги воспоставија луѓето за богови спасители, кои не можат да си помогнат ниту на себе, ниту на другите. Сите работи некако наопаку се испревртени. Наместо да се почитуваат Божите правила, закони, Библијата, се почитуваат човечките, кои се немокни да создадат било какви промени во моралот и етиката. Нема алтернатива. Или ќе бидеме против Бог, или ќе ги прифатиме неговите правила. Но човештвото, не сака Бог да се вмеша во нивниот живот. Тој не сака да биде Бог над неговиот живот.
Што ќе се случи, велат тие, ако дозволам Бог да господари со мојот живот? Тогаш не ќе можам да ги правам оние нешта на кои сум навикнал во животот. Не ќе можам да размислувам грешно. Ќе треба да се откажам од алкохол, од пороци, коцкање, страсти, пцовки, колнења. Ќе треба целосно да се променам и да бидам нов човек со Божи стандарди. А како ќе се справам со моите пријатели? Ќе ме исмејуваат, ќе ме презираат, а тоа ми е тешко да го поднесам. Луѓето со такви размислувања се откажуваат од Создателот и одат напред во амбисот на смртта, без да се свесни што може да им се случи понатаму. А некои пак се свесни, ако продолжат да го отфрлаат Бог, ќе имаат проблеми, но заради ограничувањата и заради околностите не се спремни да се соочат со вистината. Луѓето се во голема дилема, прават секакви обиди за да го исфрлат Бог од својот живот. А зошто ти смета Бог? Мислиш ли дека можеш нешто да направиш без Него? Исус вели, без мене не можете да направите ништо. Зошто ти смета Бог? Например, дали си ти поголем и со поголеми квалитети? Дали е Бог неправеден? Се прават сите напори само да е човекот подалеку од Бог. Например, каде е Бог во медиумите? На телевизиите не се зборува за Бог. Ако се случи да се направи некоја емисија, таа е или со исмејувачки тон, или со површно интерпретирана вистина, која ги оддалечува луѓето се подалеку од Библијата и од самиот Бог. Време е, почитуван слушателу, да размислиш. Каде ќе ја поминеш вечноста? Затоа да престанеме да одиме кон безвредни и неотврдени човечки закони. Како стандард и мерило на нашите животи, нека ни биде Бог и Библијата, зашто само преку нив ќе можеме да одиме напред кон вистинската цел. Бог себе си се објави преку напишаниот збор. Тој ни зборува и не учи како да живееме и да имаме правилни одлуки и вистинити погледи кон животот. Со Божјата наука ќе стекнеме морал кој ќе ни помогне како да оформиме семејства, како да градиме здраво општество и како да ја придобиеме вечноста. Не постои друг начин или средство за среќна иднина. Тоа што треба да направите е да верувате во Библијата, во Бог и да верувате во секоја нејзина изјава. Не треба во ниедна изјава да се сомневате, зашто се што е кажано во Библијата е вистина, бидејќи тоа Бог го рекол. Треба да верувате во Исус Христос дека е Божји син, кој дојде на овој свет и умре за гревовите на целото човештво. Како што реков, тој е патот, вистината и животот. Без негова помош, човештвото живее во заблуда и безнадежност. Човештвото оди во амбисот на смртта. Сите успеси се јалови, секоја култура безвредна, иднината на младите несигурна без Бог. Тоа што му дава смисла и вредност на нашето живење е верата во Исус Христос и целосната предаденост на Неговото учење. Не помислувајте дека вие можете да живеете без Исус Христос и без Неговата помош. Тоа што досега сте го постигнале без вера во Него е само потврда дека Тој ве сака и дека можете целта да ја постигнете ако живеете само со Него, а не без Него. Бог ги сака сите луѓе, и добрите и лошите. Затоа ако сте од категоријата на лошите, имате можност да ги признаете вашите лоши дела и Тој ќе ви ги прости. А доколку сте од оние добрите, тогаш мора да се признае дека не сте баш толку добар, колку што се замислувате себе си. Зашто Библијата вели, нема ниту еден добар. Сите заслужуваат Божја казна, сите се отфрлени од Божјата слава.
Библијата те повикува, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, Исус Христос, да секој што верува во Него, да не загине, туку да има живот вечен. Нека му е слава на Исус. Амин.